Господин Клетников, Македонски манифест е една од ретките организации која јавно се произнесе со став за оваа така наречена албанска платформа. Што мислите, зошто толку е тивко македонското општество кога станува збор за вака важни прашања? Видете, вие до некаде ја дефиниравте платформата во вашата најава. Таа е донесена во знак на одбрана на, како што и самите констатиравте, на националниот и државниот суверенитет на Република Македонија. Зошто молчиме? Гледате, се е тихо. Не молчиме, ние ја дискутираме. Сите македонци, вие симпозиуми отварате, дебати, како да е некој документ библиски или не знам, предпотопски ова платформа, само ја дискутираме без да кажеме дека е тоа опасно, дека е тоа антидржавна платформа и подписниците нивни се антидржавни елементи. И во секоја модерна, демократска, западна европска држава против такви подписници кои прават една платформа, и тоа во странска држава, во Тирана, под нагледба на ЦИА, нели, таму беше бившиот директор, ако не се лажем, на ЦИА, со Еди Рама, кој како нов балкански Милошевиќ ја сонува голема Албанија, таму беше сготвена платформата. И нашиве политички албански команданти отидоа таму на поклонени и ја сготвија. Што, господин Клетников, гледате најстрашно во таа платформа, бидејќи албанците убедуваат дека во неја нема ништо страшно, ниту за Македонија, ниту за македонците? Тоа за нив ништо не е страшно. За македонците е страшно. Таа има геноциден мирис. Јас не употребувам прејака форма или прејак збор. Зошто е така? Затоа што таа едноставно удира на суверенитетот на македонската држава и македонската нација. Прво, тие треба да знаат дека тоа е нација на македонците и на останатите малцинства. Тие треба да се помират со фактот дека се малцинство, 20%, а не се знае ни толку дали се. Вие гледате дека со години тие го одбегнуваат и минираат пописот. Иако, нели, нашите граници со Албанија и со Косово се порозни, не знаеме колку влегуваат. Потоа се шпекулира со еден податок дека за време на владата на Киро Глигоров им е дадено на 150.000 албанци пасоши и така натаму, и така натаму. Значи, тие заговараат федерализација која де факто постои кај нас, само тоа е нов мек тип на федерализација за разлика од косовскиот од Србија, нели, тврд, со бомбардирање со ова. И тој мек тип на федерализација се оствари 2004 година со онај велепредавски договор за територијалната поделба, во кој како двојазично влезе дури и Скопје, главниот град на Република Македонија. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека албанскиот јазик воопшто не е потценет. Еве, тој е и во главниот град се употребува, и во Струга, Кичево, потоа албанците имат телевизии, имат радија, имат музеи, имат министерства, министри, кои го... Вие сте го чуле Али Ахмети, командантот од 2001-та да проговори македонски. Знаете само кој збор го проговорил македонски тој? ВМРО, СДСМ, ДПМН. Ништо друго не изговорил на македонски. Значи не станува збор за неправданост јазична. Едноставно станува збор да се удри во мекото ткиво на Македонија и македонците. Тие со години не тестираат, од 2001 година. И тие гледаат дека ние се колебаме, ние остапуваме. Вие знаете дека ние не можевме крст да поставиме. Тодор Петров го претепаа, нели? Не можеш на своја територија, на македонска, да поставиш споменик во облик на крст. Знаете тоа што значи? Тоа значи еден вид мирис на Холокаус врз македонците. А може Богла Форала. Еве во вашата дебатна емисија со Ристо Никовски пред малку и со Сотир, нели, имаше еден албански интелектуалец кој вели дека треба да се промени грбот, бидејќи не му одговара лавот некако. Значи, му одговарат двоглавиот орел. Знаете, тие бараат покрај другото во таа платформа, еве, да не помислите дека употребив прејак збор, дека мириса геноцидно. Тие бараат покрај другото именување на идентитетските символи на македонскиот народ. На грбот, на знамето, на химната.
Што значи тоа? Треба да се исправат од химната Гоци и Јане, да дојдат Джемо и Мефаил, нели? Така е, инаку како ќе се мени и текст. Не од гроб стана македонските зидари на Крушевската република, туку еве, ајде, македонските оба. Господин Неклетников, се повикуваат тие на рамковниот договор, велат дека нивната платформа, декларација не е ништо надвор од Уставот, дека всушност е само да се доисполни рамковниот договор, според кој тие се дел од конститутивните народи на Република Македонија. Видете, треба еднаш нашите институции да расчистат со тој рамковен договор и да се види. Дали треба да се приспита и тој? Вреча без дно. Нема рамка тој е разбиена рамката. Тој е имплементиран одамна во Уставот и тој постои како еден вид рак-рана на македонското општество. Барате ви преиспитување во декларацијата? Апсолутно, па тој е штетен не само за македонците, и за албанците, и за сите националности. Знаете, албанциве, јас кога велам албанци, мислам на албанските политичари. Го исклучувам тука албанскиот народ, кој е одличен народ, прекрасен, не мислам дека постои лош народ, воопшто, сегде. Тоа се политичарите кои фрлаат отров во него. И за жал тоа го прават албанските политички команданти кај нас, така да видите, има еден парадокс, малку е рамковниот договор, ние сме формирали и Министерство за остварување на рамковниот договор, каде даваме на некои белосветски мангупи као Питер Фейт, гробари на Македонија, илјадници евра од нашите даночни обврзници и така натаму. Така да мислам дека тој рамковен договор, темата со него еднаш за секогаш треба да се затвори. И албанската платформата на албанските политичари кај нас е апсолутно антиуставна и антидржавна. И ако сме ние на вистинска држава, треба да се поведе истрага за тоа, како што би повеле германците или французиве. Кога се бара двојазичност, јас би ви дал еден пример. Во Франција имат 10 милиони, може и повеќе арапи. Сега тие да бараат двојазичност, затоа што не може. Значи, должни се малцинствата да го изучуваат унитарниот јазик, како што се должни турците во Германија да го изучуваат германскиот јазик, да се интегрираат во општеството. Што прават нашите албански политичари? И самите се гетоизираат и несреќно го гетоизираат албанскиот народ, намерно, за да го извршат тоа што наумиле. Тоа е тоа. Тоа е парадоксот и тоа што молчиме, тоа се должи на тоа што кај македонците се вршеше еден експеримент од осамостојувањето до денес, преку блокади, преку Брисел, преку Вашингтон, да се умртви македонското ткиво. Тоа е еден специфичен експеримент психолошки кој го прават тајните служби, знаете, да се доведе народот до апатија и да рече па доста ни. Вие гледате, сега никој, само дебатираме ние како да е тоа кој знае што таа платформа, никој не се спротивставува со контрастав, со платформа. Каде се партиите? Каде е ВМРО ДПМ? Не излезе со платформа? Не. Што прават тие? СДСМ каде? Сега преговара за јазикот. Тоа е веле предавство и на СДСМ, мислам сега, на Заев и другите, и 5% да прифатат од таа платформа, не повеќе. Тоа е очајно. Или видите што се случи во Европската Унија, во Европскиот парламент, каде се заведува против македонците третиот рајх на Хитлер. Холокауст. Одеднаш со еден потек се бришаат сите македонци во Албанија. Ги бришаат во Егејска Македонија, ги бришаат во Пиринска и не обколуваат со бришење на историската меморија, со порака. Ви го менувам името, немате меморија, не сте народ. Затоа велам геноциден мирис има и албанската платформа, затоа што посегаат кон архетиповите на овој народ. Знаме, химна, грб, тоа се садови, тоа се символи, архетипи, каде што е складирана историската меморија. Ве молам, ако вие ги смените, го бришете тој народ. И тоа не е случајно. Со вашата декларација барате да се обединат македонските политички партии, другите, но за сега тоа е навистина тешко да се очекува со оглед на позициите на кои се наоѓаат двете партии. ВМРО ДПМН се изјаснија дека за нив е неприфатлива
ова платформа, СДСМ се уште чекаме да изгради конечен став и да го соопшти јавно, но еве што доколку прифатат, тие се веќе во преговори со албанските партии, имавме прилика да слушнеме. Да, ние ги повикавме македонциве на се македонско обединување не против друг, току за само одбрана. Ние не сме против албанците, не сме против турците, ние сме за заедничко живење, но не со таква една агресија која се врши врз македонскиот народ, кој нема позадина, нели? Албанците имат резервна држава, Албанија, србите срби, така ние немаме, ние сме оставени самите на себе. И ние ги повикуваме младите од двете најголеми политички партии македонски од другите да ги фрлат именно тесните ГМО оклопи, така да речем, партизирани и да ја расшират својата стеснета партиска свест и да го одбранат својот идентитет, својот корен. Да застанат, да речат, никојаш нема. Ние се бориме до смрт за името. Знаете, нашите комити на знамето имеа слобода или смрт. Сега е дојден моментот да се напише име или смрт. Бидејќи името е последното наше упориште на кое натискаат. Тоа ако го направат, ние ќе бидеме живи мртовци во Европа. Затоа треба да се свестат, еве, и оваа прилика ја користам до помладите умни луѓе, бидејќи младата свест може да се отвори широко, да се обединат, да ги фрлат партиските оклопи, тесната реторика, тесната препирка, што се јас слушам сега на вестите, некој со дрога го фатил, од соопштение од ВМРО, ДПМН, некој го фатиле со дрога, па брат му бил од СДСМ. Значи, секоја прилика, па тоа е дебилна вест, знаете, нека ми извинат. Не треба така. Треба таму каде што се изговара СДСМ или ВМРО, ДПМН, таму треба да се изговара Македонија. Само така ние може да се фузираме, да направиме една кохезија и да ги браниме тие национални интереси од една страшна агресија која не е диктирана од мала речица, да речем. Таа е диктирана од Тирана, од Вашингтон, нели? Дојде Ција во Тирана со Рама, бившиот директор, да ја подготват платформата. Се е тоа јасно. И гледам нашите интелектуалци, така наречени албанци, играат некоја улога на питоми зајаци, као ништо да не е, као тоа е интернационализам, манипулираат со Охридски договор, со универзални права и така натаму. Па нека ги прашат, нека се соочат со нашите македонци во Албанија, зашто не ги прашаме? Господин Клетников, вака кога ќе ве слушаат, сигурно сега ќе ве обвинат за национализам. Што би одговориле на тоа? Видете, право нема воопшто национализам во моите стави. Јас сум по националност македонец и така се чувствувам и македонизмот ќе го бранам до последен здив, бидејќи е нападнат, бидејќи не се толку бранам, колку што го бранам колективот. Една колективна меморија која обстојувала со милениуми. Па што мислите вие? Јане Сандански, Гоце Делчев, Никола Карев, Дамјан Груев, сета таа плејада на, како што ги наречува Блаже Конески, дественици, кои не ги допрела ни женска рака, како младиче загинале. Александар Турунџе, нели ја знаеме песната, на 19 години го обесиле за Македонија. Лесно му било. И така, сакам да кажам дека ние треба како генерација да се покажеме. Јас сум многу разочаран од мојата генерација. Еве, гледате што се случува, тотално сме индолентни, тотално сме и, да ви кажам, најмногу македонската работа ја предадоа интелектуалците, за жал. Ако воопшто и постојат кај нас интелектуалци. Господине Клетников, ова со албанската платформа дојде само како капка во целата чаша која и онака претекуваше. Македонија 2 години веќе е во криза. Кога очекувате да се надмине оваа состојба и ете да станеме нормална земја? Па, видете, таа сега за сега не може да се надмине. Еве, гледаме какви се преговорите меѓу СДСМ и други, дека се ценкаат со платформата. Таа платформа треба апсолутно да се отфрли и еднаш за секојаш да им се каже на албанците дека не може да не уценуваат. Не е фер, едноставно. А што докога е прифатите? Знаете, ние
Еве, тоа би им го рекол и на Али Ахмет и на другите. Во 1999 година, кога беа бомбардерите на НАТО, над Србија и над Косово, ние примивме Македонија, сиромашна, на своји плечи околу 400.000 бегалци албанци. И знаете како ни вратија Ахмети и неговата она 2001. Крваво. Како благодарност. Македонскиот народ премина преку тоа, потпише Охридски договор, што е за мене и за Македонски манифест чин на велепредавство. Но не се помина преку тоа. И мислам дека треба да покажат малку коректност, хуманизам кон еден народ кој е мирен, кој е миролюбив и кој на крај на краишта никој не мрази, нити мрази во историјата.